Дедо ми Секула, родом од село Цер, Демирисар, се пресели во Крушево и беше виден папуџија. Истовремено работеше, праеше опинци за комитите. Татко ми, Сотир, на 24 години, со стрiko ми Димитар, беа казаси во Крушево, имаја свој дуќан. Димитар беше министер на прехраната во Крушевската република. За време на востанието беше затворен и беше осуден на 101 година, но амнистија консулите го спасија. Ова е тетка ми Марушка. Во своје време вака видна дама беше. Таја во тоа време изгледаше како голема дама. Ова е брачет ми. Брачет ми во тоа време свадбата. Ова слика е брат ми како мал во Крушево. Ова слика исто е во Крушево, како 4-годишно дете. Ова слика е како Ерген во Битола. Ова слика е мајка ми на 85 години. Брат ми, сната, со внуко Кочо и со жената Ленче. Ова слика е татко ми, со сната на брат ми, малиот Кочо и катето. И татко ми. Ова е татко ми во своето 77 години. Другите фамилиарни слики ги немам. Тие ми се или одземени, или негде во самата преселба. После востанието, мојата фамилија се пресели во Битола. 903 година. По 2 месеца од востанието се родив јас во Битола. Моето детство во основното училиште Кирил и Методи, во црковниот двор на црквата Богоројца. Таму завршив, почнав трето одделение 12 година. Со идењето на србите се затвори гимназијата, ова школата, и после во 13 година уче во српско училиште. Бев во први разред гимназија. Во 15 година, кога дојдо бугарите, јас завршив трети клас про гимназија. После, во 16 година, управо во 17 година, ојдовме во Солун, бидејќи Битола се бомбардираше. Во Солун бе во лицео Трговски до крајот на 18 година. Од 19 година бе во Франција, во град Нарбон, во Трговско училиште. На 23 година бев во Битола во Трговското училиште, а после
После завршувањето на војниот срок се запослив кај татко ми во дуќано. Овој дуќан е зидан 905 година. Го градеше Спасе мајсторо од село Вепчани. Него. Во темелите на овој ќош овдечи, Стриком и Димитар, во пергамент во шише, ја пиша цела историја. За тоа време и во другото време, тука се работеше, со цела Европа работевме, по-специјално со Солун, солунските фабрики, памучни предива и друго. Беше многу тешко да се работи, бидејќи голема конкуренција имаше од евреите. Така имаше малку наши трговци со средно образование. Имаме уште два дуќана таму, се ќе ви покажам. Јас како млад овде почнав да работам. Како трговец бе примен во Ротари клуб Интернационал. Централата беше во Чикаго. Во друштвото Интернационално Ротари клуб беа заступени сите по една специјалност. Дуќанџи, односно трговци, по една специјалност. Имаше и работници од сите видови на професии. Тоа е едно друштво, благородно друштво, кој правеше добротворни сврхи. Ги помагаше сите видови на професии. Од заработката на тој дуќан купивме два дуќана, еден овај овдечи и еден во Безистено. Овој дуќан го дававме по чирија, одиме и кај другиот дуќан кај што го имавме купено. Овој дуќан во Безистено, помеѓу двете врати, го имавме купено. И го дадовме под чирија на мате галантеристо. Тогаш имаше врата овдечи. Сега е препраен и вратата е затворена. Има од едната страна и од другата страна. Мате галантеристо беше познат во Битола. Ова куќа е нашата семејна зграда. Живеевме со татко ми, мајка ми, брат ми, снајата и децата. Тука се родија децата, али гледам после 40 години прв пат влегвам и гледам оти куќата е како да е праена пред 500 години. Побрго остаре од мене. Градена е 910 година, солунски стил. Ова куќа е градена 39 година. Тука се пресели брат ми со мајка ми.
живея заедно. Та сега е до две одај живее внуката моја по Чирија во две одај. Беше една од најмодерните згради во тоа време, со голем комфорт. За време на окупацијата бев интерниран во Свети Врач, Пиринска Македонија. Беше и докторот Димитар Несторов и Динче Грдано. Имаше и многу прилепчанчина и битолчани. Затоа што Бугаргова власта дозна дека во бивша Југославија го помагав друштвото во Белград, студенти од Македонија, друштвото Вардар. Во 43 година идеше илегално Борисал Типармак во мојот стан ноќе. За покрето му давав и во левој, а понекогаш и во злато. После ослободувањето, 45 година, бе поставен во окружниот народен одбор. Председател беше Крсте Симовски, а секретар Спировски. Еве го документот. После ослободувањето, 44 година, дадовме од нашиот дуќан еднократен дан од 10 милиона лева, а на капетано Мичи, на Шами и на Морис Романо му дадовме од дуќано наш 5000 килограми памбучна преља за ткаење на платно. На 19 февруари 1949 година бев затворен во оваа зграда долу во избата. Имаше ќели, без да знам за кој, за мене непознати причини. И следниците беа Киро Оровштанец од Прилеп и Нацко од Јанковец. Во ќелиите долу ме држаја до тогаш до кога и брат ми беше затворен исто и тој не можеше да издржи. Ги однесе дома кај него и му го даде златото. Преку 1100 наполеони златни. Јас во тоа време ми ја донесоја сопругата горе и јас ја реков дај му ги. Таја му ги даде исто 1100. Наполеоните беа чисто нумизматика. Од кога му и дадоја парите,
Brat mi go puštija, 2 dena po 2 dena go zeda ponovo, a mene me kačije gorevo odajata ova zgrada. 6 meseci maltretiran, 6 meseci unižovan, istražovan, govoreći така što той od Jankovec Nacko mi preteše so ova zgrada zagina Icko Lozanče, jedan dobar Makedonec od čuvenata Lozančevska familija. Ova sudbina što ne snajde mene i brat mi, ja snajdeo i mnogo drugi dućan živobitola i njim beše opljačkano i isprateni vo Idrizovo. Така što vo to vreme načalnik na UDB beše Dimče Miljevski Dobri od Nižopole. Сопругата него Радка Бакалина беше секретар на опшината. Перса Чупона, секретар на УДБ. Сопруго Јанко Влахов био председател на општината Битола. Тая четворка што праеше во Битола, никој сите бе угрозени и просто се плашеја да се сретна на улица, да бидејќи се плашеа да не ги знајди штото. Началникот на УДБ, Димче Милевски, брат му беше клучар, така што ова една фамилија, таја апсеше, таја плячкаше и таја судеше. После 6 месеци го најдоа детето и го натераја да сведочи против нас. А то дете од Лери дојде во месец јули, а тие го наговорија да вербат за месец април. Така што падна во конфузија со тоа што ни продавал памбуци, макари и Наполеони. Ние во тоа време, јас специјално, бев толку зафатен во одборите и како подпредседател, што немавме време да мислиме, а камоли да купуваме стоки кои идеше од Грција. Во секој случај, после 6 месеци, бевме принудени, односно бевме да не суда. Требаше да не суди Тома Ќосо, Тома Јаначиевски Ќосо, но бидејќи ми беше школски другар, тој откажа. Така се прими председателот на окружниот суд Мане Хаджи Пецов од Штип, правник од бивша Југославија. Тој ме познаваше, бидејќи бевме добри со него филателисти. Заборав да ви кажам, филателијата е една ретка филателија имав во Битола, од голема вредност, и таја УДБ ми ја зеде. Во судницата не донесоја врзани со вратни и 2 милиционери со пушки. Во судницата беше председателот Мане Хаджи Пецов, а јавен новинител беше Борозано. Борозано беше за време на окупацијата во Бугарскиот суд. За време судењето, председател на судот многу убаво знаеше, отимаме мајка,
Od tая ima jedan del, jedna tretina. Но во судо не се кажа за златото и за филателијата, останава у тебе. Ротници бе Коле од Брусник и една Мира, бивша певачица, кафанска певачица. Така што моите блиски, нашите блиски беа во другата одаја и беа многу далеку. Така председателот ја го отвори пликов и прочита пресудата. На мене ми даде 14 години, на брат ми 8. Не обвинува за работи кои уопште не постоја. Ратно-кушкачко злато купување, то уопште не стои. Така што со целокупна конфискација на движим и недвижим имот, вие ги видовте дуќаните и куќите кои со пот и со од татко и од дедо бе спечалени. Така што за време на конфискацијата на мајка ми, заборавив да ви кажем, оти Чупона ја викна мајка ми на 85 години во узеде и ја оплячка од фустано му зеде баѓи златни работи кои си ги имаше од својот сопруг. Истовремено конфискацијата се направи после пресудата, така што покретните работи, мобилите, првенствено ојдоа кај началникот на УДВ и кај неговата сопруга Ратка Бакалина и други мокници, а извршител беше Околискиот суд. Околискиот суд беше извршител, имаше председател Михо Маху, без образование правно. Така што извршител беше Митре Маринов од Дебар, а од народни имоти Борис Лавчанец. Првата работа нивна беше да влезе во избите, да се натрескат со вино и со ракија, па после да почне конфискацијата. Конфискацијата се вршеше на неколку пати, затоа што бараше, началникот на УДВ бараше, така што мајка ми, ни крива ни дужна, неосудувана и сврлена на улица, и умре во најголема мизерија. Истовремено чеизите на жените
на чупето, што го видовте кај брат ми, беше за мажење, чеизо му го дигнаја. Таква конфискација не помни во Битола. Цела Битола се потресе од тој акт, од таа ужасна работа што стана према нашата фамилија. И многу мина битолчани го наполнавме и Идризово, ни криви, ни должни. Целото наше имање, стекнато со честна работа и макотрпна работа, ни беше одземено во името на народот. Просто бев изненаден за време на судењето. Просто не можев да замислам, зар може то да стане, зар може мене, кој го помага покрето, кој бе подпредседател, да бидам така осуден за 14 години, како најголем злочинец на народот. Во затворо ние имавме поарни услови отколку семејствата во една соба четворица. Баш во време кога децата требаше да раста, ние бевме одземени од нив. По пресудата ме однесоа во Идризово. Брат ми го пратија во Добој, во каменоломо, а мене во Препород. Управник на затворот беше Каменко. Во 50-та година, во февруар месец, ме викна една ноќ во канцеларијата на управником. Таму беше началникот на УДБ од Битола, Димче Милевски Добри. Ме кладе во еден стол, среде, и со чижмите клоца по коленици маваше. И ми ја фати косата и ми ја тргаше. Кај се другите пари? Кажи. Господине мајоре, вие немате право повеќе да му. Карцел. Ме однесо во карцел со едно пенџече отворено и оттаму вода студена ми тураја. Така, по една амнистија, по една година и 9 месеци лежење во Идризово, не ослободија. Златото што ни го одзедоа, да беше во полза на државата, немаше да ни биде мака, ќе допринесевме нешто да олеснување, но то отиде во џебовите на туѓи. Кога се вратив од затвор, побарав работа, ме пратија во авторемонт. Мене не ми беше специјалноста за во авторемонт. Јас како трговец со владење на француски, грчки и српски и други јазици, бев на мене, мојата специјалност беше трговија. Ако бев во трговијата, ќе допринесев многу повеќе, а не затоа што во трговијата влего незнаници, луѓе кои ја упропастија трговијата, а ние со моето знање ќе допринесев многу повеќе за одржавање на трговијата во Битола. Брат ми, откако се пушти од затвор, долги низ години беше недработен. На крају беше запослен
kako notni čuvar vo предприятието otpad, so jedna mizerna plata.